Веќе се чувствуваат ефектите од новиот израелски закон за ограничување на моќта на судството. Ново истражување покажа дека повеќе од 1/4 од сите израелци размислуваат да ја напуштат земјата доколку продолжат реформите во судството. Еден ден по усвојувањето на законот, нова група на WhatsApp, наречена Лекари за преселување, веќе привлече 3000 членови. So many Israelis, more than 1,000 physicians. Многу израелци, повеќе од 1000 лекари, сега почнуваат да бараат опции за преселување во други земји. Некои планираат да земат отсуство од работа или да дадат отказ. Заедно со лекарите се и армиските резервисти кои веќе почнаа да действуваат откако се заканија дека ќе одбијат задачи. Израелски весник објави дека курсот за пилоти на хеликоптери веќе е скратен, откако речиси половина од тренерите престанале да предаваат. We know that with the Air Force in about 30 days from now. Знаеме дека со воздухопловните сили за околу 30 дена од сега ќе имаме да речеме помалку квалификувани пилоти отколку што имавме порано. Има и економски последици. Две агенции за кредитен рейтинг предупредија дека инвеститорите ја губат довербата во Израел. The value of the shekel has depreciated 17%. Вредноста на шекелот е амортизирана за 17% повеќе во споредба со она што би било предвидено во нормални пазарни услови. Тоа е многу. Згора на тоа гледаме дека од изборите израелските берзи се сериозно слаби. Тоа подразбира загуба на богатство од 300 милиарди шекели, што е околу 80 милиарди долари. И ова е до моментот кога помина само еден закон. Многу од лидерите на протестите доаѓаат од израелскиот високотехнолошки сектор, а аналитичарите се загрижени за одливот на мозоци. Nothing worries me more than the prospect of an emigration. Ништо не ме загрижува повеќе од изгледите за емиграција на нашите најдобри млади луѓе, оние што го одржуваат Израел модерен и демократски, кои го поврзуваат Израел со поширокиот свет, глобалната економија. Тоа се луѓето кои се столбот на она што овде го нарекуваме стартап нација, израелската успешна приказна. Една недела откако го изгласа првиот дел од реформите на судството, израелскиот парламент го започна својот 3-месечен летен одмор. Но во септември израелскиот врховен суд треба да ги сослуша представките против законот што беше донесен. Нетањаху одби да каже дали ќе го послуша судот, ако реши дека законот треба да се поништи.